Така. Ако претходно разговаравме на една друга тема, сега ќе посветиме време на спортот, една здрава навика и планинското трчање. За таа цел, односно за оваа тема, мои гости, односно наши гости во отвореното студио, еден се Мири Мирчевска од Прилеп и Александар Стојковски. Планински тркачи. Поводот е она што е навистина еден голем успех. Фактички за Мири дека се имате пласирано во нели за надпревар за трчање на падините на Мон Блан. Да. Ова година. Па, ајде малку повеќе околу ова. Да, е навистина голем успех. Колку време се подготвувавте и дали еве Мири може да се каже дека ти остварување на некоја животна желба? Па, мене секоја трка ми е драга. Секоја трка ми е остварување на животна желба. Во секоја трка се пронајдувам, без разлика дали е на Мон Блан, дали е на Шапка, дали е на Баба, дали е во Прилеп на Козјак. Исто се чувствувам. Да, вие бележите исто така големи успеси во последниве 2-3 години во однос на нели планинското трчање како во Македонија, меѓутоа и во регионот. Да. За на Мон Блан да учествуваш потребни се определен број на поени, то се итра поени, односно International Trail Running Association, поени светски се тие, ама ние мене ме примија на УТМБ на 171 км со 10.000 метри висинско искачување денивелација, Александар на CCC трка од 101 км со 6.000 висинско искачување, ама нас не примија по дефолт, бидејќи сме број 1 во женска и број 1 во машка категорија во земјата. Спрема итра, без дрепки, без никакви извлекувања. Директ. Меѓу колку учесници први? Мислам дека оваа година конкурираја околу 25.000 учесници од цел свет. Првите што се рангирани во земјата, прво, второ и трето место, учествуваат под дефолт, а другите учествуваат во ждрепка под услов да имаат исполнето определени критериуми. Поени и трапоени. Александар, споминавме и ти си можеби малку подолго од Мери се бавиш со ова хоби планинско трчање, најдобро во таа нели машка категорија од кај нас. Од каде примарниот порив? Да им доближиме малку повеќе на гледачите за планинското трчање. Па јас од секогаш сум трчал по планини, ме влечела така планината, па од 10-11 години сум нон-стоп активен, да. Она специјално си тогаш си трчав и како за себе по планини и последниве 3-4 години и по надпревари, меѓународни, домашни надпревари и така. Има ли посебни подготовки? Правите ли посебни подготовки пред било кое надпреварување? Па подготовките ни се нема посебни, значи нон-стоп се тренира. И како излегува трка, значи ние треба да бидеме спремни за таа трка. Значи нон-стоп сме во фаза на подготовки, тренинзи, трки, одмори пред трки. Извинете, ако може да се вметнам само, тоа е всушност начин на живот. Не може да се подготвуваш да речеме месец или 2 месеци или 3 месеци пред тркава. Тоа е еден многу дисциплиниран начин на живот што трае долг процес, како и самата трка што е долга, што може да трае од 20 до 30 часа трчање континуирано, без престан, така и процесот на подготовка е континуиран, со дисциплина, со биоритам, со се. Значи, нон-стоп сме подготвени како пожарникари. Кога и да ни рече, може и да се надпреваруваме и да се тркаме. Мери, ти од мали нозе како Александар се бавиш со ово или може би малку подоцна дојде жилбата? Јас не ни знаев дека постои ваков спорт во светов. Од кога дознав, од кога го открив преку Александар и почнав да се занимавам со тој спорт, јас пред тоа планинарев, со кучкарство се имам занимавано, со велосипедизам, со планинарење. Цел живот сум активна, да, ама не знаев дека вако нешто постои, од кога дознав се пронајдов себе си. Пред колку време, кога се случи всушност првата комуникација еве со Александар да ти открие нели што се представува планинското трчање? Пред 3 години. Така.
Да. И од тогаш веќе активно. Активно, да, активно. Да, еве, да напоменам само дека гледаат гледачите фотографии од нивните трки. Во моментов, во теков на целиот разговор, ќе одат овие фотографии малку повеќе да им доловиме, да им доближиме. Исто така на масата тука пред нас е трофеите, достигнувањата. Дел од нив. Дел од Не нив, сите. да, не, за волја на вистината не можевме сите да ги ставиме, беа премногу. Имате ли некои посебни што ви се драги? Спомена Мери дека нормално секоја трка е драга и остварување на животен сон, но еве ќе проговориме што се ќе значи за вас Мон Блан. Меѓутоа од овие останатите во Македонија, во регионот, каде се има планинско трчање? Каде се практикува овој спорт? Па кај нас, како што изминува година, има многу голем замав и на планински тркачи. Да, има ли интерес? Да, многу голем, значи расте интересот, тоа е многу добро и има многу трки што се организираат. Крали Марково, Прилеп, Водно, Матка, значи сигурно има едно 10 трки на ниво на Македонија што се организира. Дел од планински тркачи си организираат трки и така. Во странство може сега најдрага трка ми била Трансилванија. Бевме во 2016 Не, 2016 годинава, минатава година, 2018 повторно поедовме. Јас бев трета ова година, 2018 Мери беше прва. Јас трчав на 50 километри и трето место го освоив. Јас трчав на 80. Многу добар предел е, Карпатите, и преубава природа е. И така некако ме влечеше таа трка и затоа поедовме таму. Интересен шмекер што трката стартува и финишира кај замокот Дракула. Во Бран. Да, тогаш ме Како поставам дека... успевате, велите, без да застанете 50 или 80 километри, како одмарате, кога одмарате? Застануваме за извршување на физиолошка потреба, потоа за примање течност и храна. Добро. Колку е во една трка, колку паузи се прават? Временски? Најчесто на 10 километри има пунктови кои што изобилуваат со храна, течност и медицинска помош. На секој тркач може се да му се случи, да му притреба и можеш и да ја завршиш трката на некој пункт, да кажеш дека јас не можам понатаму да продолжам, со джип или на некој нивни начин те враќаат назад. Ама се случува, ако се чувствуваш добро, мене ми се има многу често случајно да претрчам покрај пункто, да се свртам кон пункто колку да ми го заведа бројчето, или ако имаме некој инструмент на нас, GPS трекер, нешто, да го бипнам и заминувам. А негде ми се случува да застанам, да се напијам супа, храна, нешто, да подкаснам 5 минути и заминувам. Ам секој има различен стил, има тркачи што одмара појче време и после понатаму ќе те стаса, појче енергија ќе му дојде и ќе те превтаса негде. Тоа зависи од личниот стил на тркачот. Значи дозволени се тие... Да, дефинитивно. Дозволено и да спијаш. Например, особено во трка ултра од 160 километри, дозволено и да си преспијаш ако сакаш, ама времето куца. Има ли некој посебен режим на исхрана во текот, кој што континуирано сега, како планински тркачи, мора да го имате и мора да се водите според тоа, или може би малку послободно е во овој, не е толку захтевно да бара посебен режим не само на подготовка, него на начин на живот воопштено? Јас не практикувам некој режим на исхрана, едноставно си го слушам организмот, што ми бара организмот тоа внесувам. А најбитно е одморот. Значи на време спијање, доволно спијање, одмор, сонот. Значи тоа мислам дека е најбитно. А во видот, во исхраната, да, не претерувам нешто многу да јадам некој, но сепак го слушам организмот. Како се организираат кај нас овие планински трки? Постојат ли, можеби, здруженија, вие дали членувате во некој или само иницијативно оди целиот тој процес? Ние само иницијативно учествуваме и настапуваме на трките, а да, постојат и здруженија низ Македонија, во сите градови има. Меѓутоа, треба малку повеќе државата да се заложи за овој спорт.
понов е, од поново време, особено во Кај нас е понеразвиени понов спорт? земји. Би ни било добре дојдено на сите, мислам зборувам во името на цела тркачка елита за планинско трчање во Македонија, многу би ни добре дошло мала помош од државата, Значи, се уште не е Федерација за доволно од планинско надлежните. трчање, за ултра трчање, би ни било од корист да се формира, да се бодуваме на некој начин во таа федерација, како и во Дали сте сите го потегнале спортови. ова како прашање пред надлежните или се уште не? Мислам дека од Скопје одредени личности почнуваат да го потегнуваат, ние ќе се заложиме исто така. И Да. да. Трката на Монт Блан, од ова што можам да го прочитам тука, вели 171 километар. Вели, да. Да. Ние Тоа е што многу не амбиции. спортуваме, нас ни се гледа оваа бројка како нешто страшно, како да се помине 171 километар. Пред се за таква ултра трка е потребно не само да бидеш физички спремен, исто толку е битно да бидеш и психички спремен. На пократките трки, што се од 30 километри, 20, 50, може би поголема пресудност има физичката спремност, ама на ултрите ја мислам дека 50-50 и психички и физички. Бидејќи во толку долг временски период додека да истрчаш таа должина, ти ќе се соочиш со секаков вид на чувства, од најпозитивни до најнегативни, ден, ноќ, дожд, град, грмежи, сонце, кризи. Мораш да се справиш со сето тоа ако сакаш да ја финишираш трката, особено што ако целиш на подиум, дополнителен стрес. Колку многу ова ви помогна во, споменавме и психичкиот момент, во изградба на карактерот, може би дополнително онаа сила, бидејќи споменавме не е само физичкиот момент, туку станува збори за психички. Чувствувате ли може би некоја промена на карактерно ниво воопштено земено? Од кога почнавте да се бавите со овој спорт? Па карактерот нас не беше и таков. Значи едноставно мора да бидеш таков карактер за се тоа да го издржиш. Така. Од физички до психички. Значи мислам дека во овој спорт најбитен е карактерот. И за на долги стази, па јас мислам дека и повеќе е битна психичката спремност. Исто така мерине дополно, значи многу битен фактор е и менаџментот со храна на трката. Оти многу битна е и храната, како ја менаџираш, значи мора да јадиш. Да. На тој напор, на таа истоштеност, стварно не ти се јади ништо, ама некако мора да го менаџираш тоа. Мислам дека тоа за нас е најголем проблем на тркиве. Да, и бидејќи полека треба да го заокружуваме овој блок, а само да напоменеме кога ќе се, во кој период ќе се одржува надпреварот на Монт Блан? Надпреварот се одржува на крајот на август, негде од 28 до 31 август. Значи во тој период таа недела се сите трки. Така. Ви посакуваме многу среќа, се надеваме дека ќе се вратите со И први. Ако може само да упатам една благодарност кон Тинекс, бидејќи Тинекс ни помогна во моментите кога ни беше најтешко, кога немавме во нашите почетоци, кога немавме никаква материјална помош друга, се најде во тој момент да не поддржи, а немавме никакви достигнувања, едноставно само решивме да се впуштиме во ова планинско трчање и стоеше Тинек за нас во се до ден денес и сакам да упатам голема благодарност. Да, ова нека биде еден апел и до надлежните институции, секако и сите општествено одговорни компании, повеќе да посветат внимание во овој однос. Јас верувам дека Мери Александар барем малку ви доближија што се значи представува планинското трчање, односно тркање. А ние почитувани, дојде време со Антонија да се одјавиме, така? Повели. Јас за крај. Да. Така да, останете со програмата на 1 ТВ почитувани, следува забавниот дел, стартува со возење со Вучиќ. Од нас пријатно се гледаме во среда. Пријатно.